Сабота точно е 6 часот и 25 минути, 18 септември, понеделник. Некаде прочитав дека секој ден бил како подарок. Ако е така, би замолила, ако е возможно, овој прекрасен подарок наречен понеделник да го вратам и да го заменам со некој друг ден, еве, например, може со петок. И онака знаете дека за вработените понеделник не е ништо друго, туку ден кога започнува одбројувањето до петок. Не дека јас го правам тоа, не дека се согласувам, само така сум слушнала. Како и да е, ајде додека трае ова одбројување, во меѓувреме нешто и да поработиме. Да видиме што ќе имаме денес во нашата понеделничка утринска. Минатата недела при едно гостување на уредничката на книжарницата 3 дознавме дека доктор Митов издал нова книга и нормално дека го побаравме, нормално дека го поканивме, нормално дека тој прифати, така што тој ќе е нашиот денешен гостин, да поразговараме малку за неговата најнова книга, да поразговараме малку за нашето здравје, а и за нашиот начин на живот. Освен тоа, во живо ќе одиме пред Македонската филхармонија, каде што ќе најавиме концерт кој што ќе се одржи таму утре вечер. Што се однесува до темите, накосо сега само да ви нафрлам, да си имате време со вашето прво кафенце да подразмислите за темите. Првата тема е откако цените скокнаа до небо, сега ќе се намалеле за 10%. Тоа е првата тема. Втората тема е за бугарската кампања за кон македонците од Албанија и тоа токму пред тамошниот попис. И третата тема е рекетарска шема дури и во затворот Идризово. Затворениците сведочат за притисоци од страна на вработените во овој затвор. А сега накосо да видиме како време не очекува овој понеделник, 18 септември. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, попладне претежно во планинските региони ќе има услови за изолирана појава на краткотраен дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од североисточен правец. И во Скопје исто сончево со мала до умерена облачност. Што се однесува до температурите, минималните ќе се движат од 10 до 17 степени, додека пак максималните од 24 до 31 степен. Некои информации за ова утро нема, може би така викенди било и на порталите, но затоа има една убава вест која што мислам дека не беше проследена од страна на медиумите, телевизиските медиуми. Мене ми се виде многу симпатична, а тоа беа отворени денови на новиот голф терен во Охрид. Значи, не станува збор за отворање, во текот на месецов ќе биде свеченото отварање. И оно што ми беше чудно, јас не знаев дека до сега не сме имале ниту еден голф терен. Така што ова ќе биде всушност првиот голф терен во Македонија. Еве да видиме како тоа изгледало. Ете, во Охрид отворени денови за промоција на првиот голф терен во земјата. Гледате што убаво изгледа. Нека ни е честито на сите, не само на охријани. Ете, убав момент да појдеме и дотаму. Во Охрид завчера почна отворените денови за промоција на првиот голф терен во земјата. На уредениот простор кај поранешната касарна, посетителите се запознаа со правилата на голфот, спорт кој, како што велат од Охридскиот голф клуб, може да се практикува од 7 до 77 години. Свеченото отворање ќе биде подоцна во текот на месецов. Да, интересно, значи имаме голф клубови, а не сме имале голф терен. Како и да е 6 часот и 30 минути, ајде да ги проследиме првите утрински вести на Алфа телевизија. Точно 7 часот и 3 минути време е веќе за вашите јавувања. Знаете, стандардно одбираме 3 теми кои што според нас на некој начин го одбележа овој викенд. За самиот почеток ќе ги замолам моите драги и мили колеги да ги погледнеме темите. Тоа се следниве. Првата, граѓаните револтирани ги набилдаат цените, па сега ќе ги намалуваат за 10%. Втората тема, агресивна кампања на бугарите за асимилација на македонците во Албанија
пред стартот на пописот и третата рекетарска шема во Идризово. Затвореници сведочат за притисоци и закани од вработените во затворот. Ова се трите предлог теми. Телефонските линии ви се добро познати и броевите, така што веќе добив информација дека имаме двајца гледачи на линија. Му посакувам добро утро на првиот. Добро ви утро, повелете. Добро утро. Добро ви утро. Вака, без јако земјоделие нема јака држава. Државата не ода во пропаст. Сите ни ја гледаме, ама не смееме да... Иако реагираме со зборови, ама не вреда зборовите. Треба едноставно народ да се крене и оваа лоша власт да биде истерна. Овие нема никога да беа на власт доколку македонскиот народ не се покажеше во сите погледи како подмолно издајствен народ. Кога велам така, ЕЗС до сега беше 100 пати распадната, ако од ВМРО не гласаат, кога ги гласија за уставните измени и сега доколку ВМРО се ги изгласа уставните измени, ВМРО ќе се распадне. Доколку не ги изгласа уставните измени, ЕДС ќе се распадне. Затоа на сите му препорачувам да не ги гласат уставните измени, бидејќи гледаме дека преку 3,5 милиона македонци да се асимилирани во Бугарија, исто ни заканува и на нас. Затоа препорачувам да не се гласат уставните измени. Јас ќе замолам ако може да ги покажем уште еднаш темите, затоа што уставните измени не е една од темите, сме зборувале многу пати. Имате уште минут како може да се задржите на една од трите теми кои што ни се за денес. Добро, другите теми има многу да се зборува, него доста е за ова. Јас ви благодарам тогаш на јавувањето, одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро, убав ден. Среќен ден да видиш, среќна Нела. Ви благодарам, повелете. Па вака се, прво ќе почнам по ред од првата, па до кај сватам. Со цениве, добро е што ќе се намалат. 10%, 10. Меѓутоа е закаснето и требаше, значи, многу порано. Но, тие цени да важат не од кои биле пред ден, два, пред недела. Ако сакаат да има успех, треба тие цени да се земат од, да речеме, јуни, јули, па во тоа време, во тој период, кои цени биле и на база на тие цени, ако сакаме да имаме резултат, само на тој начин може да се постигне целта, значи и трговците на некој начин да не може да билдаат, они сега веќе ги билдаат цените за да можат да ја постигнат нивната цел. Значи затоа што и само ќе кажам за околу цените. Значи таа акцизна стока ми се има случајно возрастен човек со 80 години на акциза за едно-две, земам некоја салама, не можев да видам ноочари не носе, значи дома дојдем, важи, значи трајноста на артикот уште утре. А как може да тие не дека скоро кило тие салами да се потрошат за еден ден? Значи за тоа толку. Во однос на јотова што е дојдена во Бугарија, ја ми се дека стварно тие упорно бараат некој да биде нешто што не е. Ми се чини дека една за секојаш треба да сватат дека постои друг народ, дека постои друга држава, каде што во друга држава, ама тамо живее македонски народ, не бугарски. Значи треба да сватат. Со сила бараат нешто каде што нема. И мислам дека значи, нашите политичари треба да бидат поактивни со аргументи, со документи да им се докаже дека бугари во Албанија нема. Од излагањата на и друштвото Илинден, вика, со гаранција немаме ни еден бугарин во Албанија. Значи, се и за тржата ќе кажам тема, сите оние кои се наоѓаат во затворите, секако дека сакат да подкупат, кои имаат пари и можност подкупуваат
Па да, и ќе ги разберам, затоа што тамо еден ден е еден пекол. За ако може ден порано, еден пекол помалку да издржи и не ме чуди тоа дека тоа е истиот случај и оној што ни избега затвореникот, значи биле тука вмешани самите тие полициски службеници, дури и од врвот, и тие му помогнале да избега. Затоа ни се случуваат вакви работи, али и треба затворите малку да се пораскомотат, стварно се пренатрупани од сето на што го гледаме, значи од 10-15 души во една соба од 20 на квадрат, ја мислам дека е нелогично, макар да сте се огрешиле. Да, се огрешиле, но да не заборавиме дека затворите не се само казнен дом, туку казнено поправен, што значи можност и да се поправат затворениците. Еде, успеавте за 3 минути да ги опфатите сите 3 теми, јас само би се надоврзала на она што го споменавте дека имате 80 години и не читате веќе толку добро. Верувајте дека и многу помлади од вас и со многу подобар вид не можат да ги прочитаат и датумите, декларациите, што исто така мислам дека не е случајно што се толку ситно напишани. Затоа би било идеално, мислам дека само во една дрогерија кај нас, имам видено една позната дрогерија, да има лупи на секој рафт. Големи лупи, така што навистина сите да можеме да прочитаме што тоа купуваме. Ете, тоа би било супер мерка, задолжително да мора да ги има тие лупи по сите маркети. Добро утро за следниот гледач, повелете, о програма сте. Добро утро. Добро јутро. Цените ги зголемија во продавниците, а сега само 10% ли колку ќе ги намалат и дали ќе ги намалат. Аме зошто дозволија да се зголемат цените? Ако левот иста грамажа, исти лев е во Србија 25 денара, зошто да биде 50 денара? Па сега да го покачат, па да го намалат на 60 денара. Па тоа е срамота. Какво е воа намалување, какво е воа зголемување? Воа нигде го нема во светот. Лели тек да ниста била пченицата на берзата. Кажуваат некои од вие што јавуваат. Толку знаат и они како мене. Таму да се гледат да се дочепат до телефонот и да кажат нешто иако не одени во вода. Во затворите им барале пари, еве на затворениците слушаме на веќе. Значи ако нечко убијат, ами тоа го прават и на вие што ги вработуват. Дај 3000 евра ако сакаш да работиш во полицијата, ако не, нема да работиш. На колку души му зимат, еве, тоа се случува и во градот, секој се случува. Дека на тие што сакат да бидат на убави работни места, на некој инспектор сакал да биде во полицијата, дај 10.000 евра за партијата, ако не, нема да ти иш инспектор, дал. Дал, ама неговите зборуваат по човеците и ме мака, зошто толку да му земат на човекот. И тие што се полицајци, обични полицајци, по 3000 евра му зимале. Значи не ги вработуваат туку така. Значи партијата СДСМ, ако нема од што да зима директно од човеците. Пред тоа фирмите ги уништуваја, ги продаваа, отпад, ваму, наму, се изнапанија со пари. Сега нема веќе фирми што да растурат, воја се прифатни газата, ако не може да работат, да растурат и он се ја продаде. Ама сега од што не може да зимат, ајде од луѓето. Сакаш на работа? Сакам, во социјалното, дај толку пари. Сакаш во полиција, дај толку пари. Ако не, нема да биш на работа. Сега оти млади одат во пензија на 45-50 години, и се шета низ улиците таму, гледа на семафорот дали некој ќе помине на црвено за да го запише, да го казне, да оправда дендата, не оде утикваш наму да копа, ќе даде 3000 евра, и посмо е махал ти дал, па кажуе на другите. Ами или нека не дава, или па нека не кажуе. Вие во Албанија што сакат да и побугарат. Абе тоа се прави во Македонија. Во Македонија че нема македонец, не во Албанија што че нема и во Бугарија што тие не го кажуваат македонец, има македонци таму. Не им дават на попитот да се изјаснат, не им дават македонска музика таму да слушат, не им дават како македонец да се каже. И во Албанија кроз че ги уништат, абе туа нас че не уништат. Ни туа че немаме македонци, еве пасоши ваделе, кажува еден, се прави па бабанџа дека бил знаел зошто ваделе. Ами вадеа, ама кој ги уништи фирмите и че вадат уште. Туа гладен не се седе, не се трпе гладен тука. Зошто ваделе? Ами че вадат. Сите не можат во полиција да и вработат. Изнатрупано е и таму. По 800 полицајци на 100.000, во Германија 300 полицајци на 100.000 ги има. Затоа кај на тоа го работат, се работе. Ви благодарам и вам на јавувањето, одиме со следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Јас ќе почнам од кај полицајците од затворите. Ја би ги сменил тие што се на власт во затворите
би ги ставил у затвора тие затворениците руководство. Затоа што тие што се на власт знаат тунели кај ќе копат, како ќе се снаоѓат, како ќе излезат, како знаат да бегаат, да ги пуштаат. Тоа е, како да кажам, не функционира то таму. Со тоа да не дискутираме воопште. Што се однесува за овие што барат бугари во Албанија. Па, видите, тамо треба да се уништат македонците. И Америка се појавија тамо да се уништат. Австралија, Европа, сегде кај што ќе се јави македонец, да не постои македонец в Бугарија на тоа работи. Со нашиве издајници заедно. Затоа што во Македонија не постојат македонци више, македонците се уништија. Овде сме сега ние северни граѓани. Никој неќе да го призна, да ја призне тоа реченица. Северни граѓани сме. Точка. Тоа што Алија Ахмети го слушам како зборува дека помогнале албанците да не се плашат македонците, помогна со 2001, сега сакаат да помогнат пак да се внесат во уставот, но губо помагат. Алија Ахмети може да помогне да ги донесе оние тројца што се кријат во Косово, тогаш би помогнал за Смилковско езеро што ги утепа децата. Тогаш би помогнал. Или па Македонија да стани, да ја отповика Косово, да повлечи признавањето на Косово. Или ќе ги вратите овие тројца, или признавањето го повлекуваме. Тој е државник. А не одат се лигават натака навака на сметка на Македонија и распустија. Сега со документацијава што се ваѓа, што е ваѓа на сите до 23 тамо кога е февруар, скроз Македонија нема да постои. Северни граѓани. Кај пишува националност македонка, националност македонец, пишува негде? Не. А на албанците и на другите им пишува. Па тие ќе владеат тука. Зошто е прават тие Сан Стефанска Бугарија? Дел албанците, дел бугарите. То од сите страни тука се делка. Ама овие што се на власт, вика уште денеска да поминам од утре што сака нека биде. Уште утре да поминам па што сака нека биде. Тоа е неспособна власт, предавничка. И уште некој има што се јавуваме ние, издајници се јавуваат. Како не ви е срам да зборуваат? Искра, да не викам многу и да не зборувам, може ли така? Ако викате, сите викаме за да се слушнеме, но дали некој слуша, тоа не ли е работата. Ви благодарам на јавувањето, викајте се слободно, само да не се нервирате рано наутро. Добро утро за следниот гледач, повелите во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро, Љупчо. Па, рекето за вработување во јавна администрација не е од вчера. Тој од кога се зима, ама нека да кажав, не е 3000 евра. 5 беше за нечие време. 5000 евра. Или тоа 2000 евра беше ЈСП, ама еве ги сега бараат возачи, 70 возачи им одат за Германија. Знаеме, знаете, многу убаво знаеме, само не знае проблемот е што ја кажуваме приказката се касно стиже Марко на Косово. Не го кажуваме кога е сезоната, кога е времето. Некои работи во државата не се случија преку ноќ. Одамна се случени, само како ни одговара се бавиме со ланскиот снег, така и со вработувањето и со рекетот што се однесе за тоа намалување 10%. Љупчо, да ви искористам како полицаец. За ова одамна се шушка за состојбава во затвориве. Сигурно ви имате слушнато, така? Не, само за затворите, за рекетот се и во јавна и за МВР се збори од пред едно 10 години дека се зима 5000 евра, се зимаше вработување. А состојбата во затворите конкретно дали е вака како што сведочат затворениците? Па ја колку што видите вака сега, ја колку што видов, колку што слушнав вчера, искача дека таму е должничко доверителни односи помеѓу командирот и тој што се жали дека му земале рекет. Сега зашто се умешале косовариве што биле за кумановските настани, не знам да ти кажам право. Меѓутоа ја колку што знам вчера беше официјална информација дека се работи должничко доверителни односи помеѓу нив двајца. Сега некој сака да се вади. Тоа е околу тоа, не че околу цени, ние се уште не знаеме кој месец ќе биде репер за намалување на 10%. Значи, очекуваме текот на неделата да кажат дали ќе биде 1 август, дали ќе биде 1 март, не знаеме, уште официјално владата од среда ќе дознаеме, така? Да, меѓутоа треба да знаеме дека ќе има и уште еден закон кој исто може ќе влие на цените надоле, тоа е тоа таму како вика трговско однесување околу тие
маржи што ги наплаќаат или да не работи, така да и тие може да влијае. Јас кажав и минатата недела, мене ме загрижува уште една друга изјава на политичари кои се борат да дојдат на власт, а тоа е дека покачувањето на платите било двигател на инфлацијата. Меѓутоа тоа се поклопа со ставот па на председател на одредена комора и сега се плашам дали во иднина ако се случи, ќе се случи смена на власт, а тој политичар ќе стане функционер, дали нема да дојде во прашање покачувањето на платите, ако се задржи со тој став дека покачувањето на платите се двигател на инфлацијата, па дали борбата со инфлацијата нема да биде со тоа што ќе се замрзнат платите. Мене тоа ме плаши. А другото се остана тоа е кој следи новините на Берза ќе види дека ние бадијала збориме дека не знаеме све, меѓутоа не можеме да влијаеме. А точно е дека има некоја разлика, ја полно пати ќе го предуцирам. И вчера тоа ми го потврдија. Во Врање, Скопско пиво Лименка вие 30 денари. Во Скопје вие 55. Ке ме молам, одете ми у пивара, прашајте ги зашто е таа диспропорција на цени. Како им се исплати во Врање да го продаваат 30 денара, а во Македонија 35. Тука лежи проблемот што пазарите треба да одговорат. Да, одговорот знаете дека ќе им биде, затоа што таму се пробиваме на пазарот, затоа што има силна конкуренција, но што може за таа цена, значи дека исплатлива е и таа цена. Да, ви благодарам лјупчо на јавувањето. Ова што се однесува до замрзнувањето на платите, тие што имаа зголемување 78%, ќе им одговара дури и замрзнување на платите. И тоа како ќе им... И мене би ми одговарало, да ви кажам право. Добро утро за следниот гледач. Поверете, во програма сте, да, и 20 минути. Почнав и надалеку веќе да не гледам. Добро ви утро, повелете. Здраво. Здраво. 3 пати за среќа, рековме. Како? 3 пати за среќа. Здраво. Ајде, здраво, ше. Ајде, уште еднаш. Неки 2 пати ред. Види, во врска со цените, значи, во врска со све ова, да речам држава, иако не е ни појма немам што да ти кажам, и цели живот ќе да... Територија, во оваа територија. Нешто така, некој е така, бизнес, просторче, некој магазинче. Така. Нас ни ги диктираат сите овие работи Западот. Значи, начело со Америка, иако британецот е најрасипаниот играч, значи, и Брисел нормално, Брисел не е за многу да го избегне човек, за да не го напаѓа. Значи, стално ќе ги спомнувам, кој сака нека се љути, кој сака нека рече, ој стојат успа цело време овие 3 држави, не се ни држави до душе, али овие работи ни ги диктира Западот. Све е од Западот, тука сите најгнасни, најрасипани работи, Америка, Британија, Брисел, Европска унија, како да речем. Видете сега за цениве. Гледавте ли она со житото украинско што не можат да го им го вметнат на европјаниве, еве се побунила Словачка, се побуниле Унгарија, не знам само кои држави, не може и крај. Едноставно нивни и пољаците тамо. Нивните производи ќе бидат девалвирани ради тоа жито. И сега Америка со судни стили ги натега, ги тера, ајде. А додека на Африка не праќа ништо. А као за Африка е, за гладните у Африка. Тоа е тука што нас ни се наметнува. Ке ти настепаат дека преку овие единствен областен увозник за Македонија и готово. Ке ти набутаат цени тука и ти чешај се. После уговореше ови 30 со 55 денари пивот. Многу, значи, работи ни ги на Западот ни ги диктира, затоа што ние сме во инфлација, а инфлацијата не ја признаваат, затоа што еврото уште го држат на истото ниво. За затворите би кажал, алогомо на тој Тони, и ја мислам дека треба и понатака да се продолжи со она што го почнал 2010 година, заради тоа што другачи лек нема. Одговор на сите тие проблеми е само тоа. И така му тргнало, паре ме катера до крај. А за бугарите,
За бугарите ќе речам дека не сте они кабаети, пак се западат кабаети. Немаше време уште за таа тема да ја прокоментираме. Одиме со следниот гледач. Добро утро, Ало. повелете. Ало, во програма сте. Добро утро. Добро ви утро. Среќен ден, Искра. Ви Се благодарам. најубаво ти пожелувам во животот и на цела екипа. Јас не се слагам да бидам северџан. Северџан, тоа го мразам. Јас сум македонка од егејскиот дел. Моите родители се бореле за Македонија и јас не можам да бидам северџан. Како ќе ја покажам ја таа лична карта, а не ми пише дека сум македонка? Јас сум македонка по име. Не знам, не можам да предпоставам. А и чувства со цените си играат со нас како ние да сме, не знам, марионети. Денеска ова ќе се качи, утре ќе се намали, не знам со, не прават будали у мозокот. Па ние не сме будали. Па не знам ја, нигде го нема у светот. Америка слуша, што Америка? Па ние не живееме у Америка, ние живееме у Македонија. И кој сега ќе одиме кај американецот и ќе му се клањаме. Зошто да му се клањам? Не може да му се клањам на некого. Не знам, народот може друго размислува и јас размислувам правилно. Нека си бидат цените како што си беа кога беше во времето на Груевски. Тогаш сине беа вест и живее убаво. Сега не живеам. Сега живеам кучешки. Знаете што е тоа куче? Извини вака на изразот, ама не се слагам со ние еден што вика дека поубаво ќе биде утре. Затоа ако дојде ВМРО на власт и ако го вратат Груевски, да знаете дека ќе биде уште поубаво. Извини вака што го кажувам тоа. Нема што да се извинувате за нешто што вие го чувствувате и живеете. Да, пријатно и се најубаво ти пожелувам и големо здравје и на фамилијата, и на децата, и на цела екипа од Алфа. И јас вам ви посакувам се најубаво и апсолутно ве разбирам, еднаш веќе сте избегале од една соседна држава и вие и вашите родители токму за да бидете македонка, а сега веќе го немате изгледа тоа право. Што се однесува ова до кучешки живот, каква коинциденција, вчера вечер со едно од моите деца имавме да анализираме песната Денови од Кочо Рацин, нели, кучешки живот, каде што се споменува. И меѓу другото, сега како размислувам на 13 годишно дете, вели, значи ова да напишам за животот во минатиот век. За жал не е за минатиот век, туку горе-долу песната делува исто како е да напишана денес. Добро утро за последниот гледач, повелите програма сте. Ало, добро утро. Добро ви утро. Ја ќе зборувам малку Искра, ќе одеме во Европа, имаме подобри плати, на функционерите ќе имаме 200% качување на платите, а работниците и пензионерите нека питачат. И почнаа кампања и мало у Европа поголеми плати. А што не кажат дека не ги примат од криминало? Не се кажат дека од криминало не е од тоа дво. Тај става така, тај вака. Само од криминало. Види и се криминало од авионо и се види криминало што работа оваа влада. Оваа влада кога да е на власт, оваа партија кога да е на власт, се има проблеми у Република Македонија. Малку ќе зборам за у Албанија. То се албанците и бугарците се подврзани, за да може тие тамо да ги асимилират, да станат бугари. А тие ќе се држат нашите браќа у Албанија, тие се македонци и ќе останат вечно македонци, кои ние што сме македонци. Уставо не смее да се чечне. Јас извинувам да прашам, дали се јавивте ви веќе еднаш првиот да не бевте во емисија што се вклучи? Не, грешка се, госпожо. Дека за уставот повторно. Добро, повелете. И околе тоа, а цените ќе качува СДС да напуне торбата. Знаеш што е торба? Идеш у пазару, напунеш си торба да ќе имаш поевтино. Сега СДС качува ги цените
да напунат торбата, празнаат дашата ни да вече. Ја го гледаме веќе се на се нешто дано ќе става. И по тоа, ајде пријатно убав ден да имате. Ви благодарам на јавувањето. Имаме време за уште еден гледач, кус гледач, рековме кус во време траење. Добро утро, поверите во програма сте? Ве слушаме, односно слушаме дека е некој на линија, поверете, само говорете. Здраво, Искре, има среќа да те чуем, да те здраво, Славице, таман кусо време, све ќе си накажеме ние за една минутка. Леле, колку ќе ми биде убав денот. Кад се видиме оние фармерчиња и она блузата као девојченце, ти се радуем, ја сакам Македонија, сите си го сакамо Македонија, Искре, радуем ти се. Абе, девојченце на 18 години, мораше тој да те га кажем. А ќе кажем на брзина, Искре, темите да не ме сите нападат мене, само за вој за саламите, за поскупувањето, знаеш што викаше една продавачка од порано, нели и газдите се криви. Вика донесе салама, вика и ние викамо бе газда, поминал рокот. Ајде ви што се секирате, земете, вика со зајтини, збришете, вика остајте. Те народот одека га труат, Искре. Значи ја ga тој знам од одамна колку може да јадат попомалце, да избегават и лупи да стават, Искре, и што да стават, нема, решиле народот да ga ништат и ga ништат, и тој од порано, не е само сега. Искре да ти кажем, ајде да не должим, гледам времето иде, толку ми е мило што си добра, што сите во Алфа ве поздравувам, толку го сакам оваа телевизија и се што добира, дуем се и денот ми биде убав, што да ти кажем, а за овие у затворот, Искре, тој да кажем на брзина, нека се паметат, гледамо, нека се паметат, Искре, да не краднат, да не онодат, што гледамо што спиет, како чеке, нека ни се усладат парите, нема жалба тука, овие бугарите, мани ги таму што знаат, нека прават, знам едно време идеше му у Бугарија, купуеше му, Искре, свашта, работеше, вредни беа, секи они станаа за нигде. Стана за нигде, само видиш, гледат муаце таму Македонија, овамо, намо, нели купуваше му сирење ефтино, работеше народ по ниви. Сега да ти кажем, измешаа се, само се удариле политика, па и таа тој што го гледамо, Искре. Ај, нели го е срам тој да се јавја на телевизија, оно ќе кажува за Македонија. Ние сме си македонци, бе и Македонија ќе се остане, бе што сакам, нека прават, што ви убави красни песни, делете, не пакчете, не пак ќе биде најмила, нели, бе песните ќе ги убијат, бе кога слушамо викаерот порано. Поздрав до сите мои радио пријатели од порано се дружеше му, Искре, од сите градови имаше па да виж што си убаво поминуваше му, а сега бе сите си изопачило, бе тој не знам. Искре, ајде времето гледам отиде, поздрав до режија, поздрав до сите кои имат роѓени денови понеделнички, нек се живи и здрави, Господ нека ги чува и се да биде убаво, а најповеќе до твојата фамилија, до мајка ти, до сите твои на чело со тебе. Поздрав, Искре, се наодвор. Славица, ви благодарам, и не ми е јасно, ќе мора некој ден курс да ми одржите. Како успевате толку многу зборови да кажете за една минутка? 7 часот и 30 минути време за најновите вести на Алфа телевизија. Да, верувам дека до тогаш ќе ни биде пријатно, затоа што продолжуваме со нашата утринска. Она што сега следува се најновите информации од АМСМ. Да посакаме прво добро утро на Ангела. Ангела, добро ви утро и поверете со најновите информации. Добро утро, ви благодарам. Сообраќајот на сите државни патишта утринава се одвива непречено по суви коловози. Да ги известиме возачите дека поради асфалтирање на патот Вилес-Градско, односно стариот пат, сообраќајот ќе биде во прекин од 14 септември до 18 септември, во периодот од 8 изутрина до 18 часот попладне ќе биде затворен за сообраќај. Што се однесува до интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини, тој е умерен во моментот и на граничните премини нема подолги задржувања за влез и излез од државата. АМСМ како и секогаш препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација на сите оние патни правци каде што тековно се одвиваат работи на пат и внимателно управување со возилата. Тоа е се утрина во информативниот центар на АМСМ. За дополнителна информација вашите гледачи може да ја добијат на телефоните 15555 и 196 за помош на пат. На сите оние кои патуваат им посакуваме среќен пат, а вам во работен ден. Ви благодарам многу, Ангела, од моје име и од името на сите гледачи. Ние се продолжуваме со нашите теми, додека го вклучуваме следниот гледач. Ке замолам да ги погледнеме уште еднаш прашањата. Во врска со првата тема, еве, излезе нешто на интернет по социјалните медиуми што можеме да го искористиме во контекст на темата, а тоа е што велат експертите за замрзнувањето на цените.
Тие вака го оценуваат овој владин потек. Со цените велат дека би имал ефект само ако трае подолго. Стопанствениците се скептични дека враќањето на замрзнатите цени само по себе, без дополнителни мерки, ќе даде посакувани ефекти. Но ајде да видиме што велите вие. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро. Добро утро. Поздрав до гледачите на телевизија Алфа. Поздрав и до вас. Па, често пати сме зборувале дека уништувањето на Македонија е во континуитет. Значи, тоа и фактички само во некои периоди подзапирало, а иначе тој ретрограден процес е, значи, од современата македонска држава 45-та, ако земете дека 80 години постои Македонија, 70 години е СДС на власт, затоа што тие и го сменија името, значи комунистичка партија. Па се уништува печалбарите, домакините и она што мене најповеќе ме загрижува, уништено е селото. Тоа и земјоделието, нели после со приватизацијата се уништи и целата индустрија и стопанство. Сега го уништуваат и идентитетот и така натаму. Значи, се што остана македонско да се доуништи. И вие фактички кој да дојде и на власт, еве да речеме утре други ден да дојде паметен човек на власт, домакин да дојде. Неговиот маневарски простор е толку не стефнет, доку воопшто не може да извлече, да ги американците тоа го викаат game changer. Не може да се промени играта. Затоа што еве да речеме ќе добиете клjuč од трезорот од 5 милиарди евра годишно, да речеме од буџетот. Тој толку има лоша структура што не можете никако да мрднете ни лево ни десно. Буџетот на пример е сакатен за наредните 5 години сигурно, а можда и во наредните 10 години. Значи такви обврски се натурени, превземени од ова мудрото северно раководство, тоа е нешто неверојатно. Еве да зборуваме за цените, за причините, да речеме. Не знам кој беше секретар, министер или Стопанска комора, ми побегна од радар, меѓутоа тоа го запамтив на телевизија, кажа дека 70% од храната во Македонија е увезена. Пазите, ќе повторам, 70% од храната е увезена. Состојбата со месото, овошето и зеленчук што порано немаше проблеми, сега се појавија и таму. Млекото е најкритична состојба. 90% имате увозно млеко. Точниот фонд ви е осакатен, скоро и да не постои. Значи, вие како сакате мерки чудотворни правите, тука нема никаков маневар. Тоа е крај. Она што зборувавте за темата за рекет и чувари во затворите, во Идризово конкретно. Тоа е логична последица. Знаете, оние луѓето на лагата што ни ветуваа живот за сите, сега ни направија рекет за сите. И сите се рекетирани. Најинтересно е што кога полицаец ќе ви каже дека знаел за мито, знаел за рекет, а не пријавува, иако неговите се на власт. Гледате како самиот полицаец си признава дека е соучесник во криминал. Што значи, со други зборови, штетата е непоправлива, но обично вие барем не сте песимист, наоѓате некој решение. Дали сте уште на линија? Не, штета. Ај ќе се слушнеме утре пак. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Искра. Добро ви утро. Ја мислам, че ме огради што се балел, ќе кажеш убаво, ма ти да има истото, па истото. Што да правиме, тоа е? Тоа е на жалост. Ја би те замолила, ако може режија да го запише бројот, сакам со Сузана да се слушна ви треба. Добро, ќе го запише. Ви благодарам. Тогаш најавањето, тогаш за такви ситуации не мора ни да се вклучувате во програма, едноставно оставете го број. Нема потреба, истото па истото. Само тоа ќе велеме. Добро, ве свативме дека се едно те исто, оставете го бројот, па да видиме што тоа различно ќе слушнете. Ајде, добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Имаме 3 теми, одберете на... Добро ви утро. Пламенка, добро утро. Добро утро, Огнен. Прво да ве прашам дали сте добри. Добро. Ако е понеделник, нешто почнав да го игнорирам понеделникот и затоа сум добра. Ајде повелете, да не задржувам јас со своите проблеми, да. Во врска со рекетот. Јас мислам дека во оваа држава
не би можел човек да просперира ако е бизнисмен. Секој бизнисмен е рекетиран. Сигурен сум дека секој бизнисмен е рекетиран. Најголем рекетар беше, по моје мислење, Сашо Мијалков. Сашо Мијалков направи огромни пари од тие бизнисмени што ги рекетираше, бидејќи беше на таква должност каде што можеше да ги рекетира, а грбче му беше братучет од негов. Мислам дека тој заемет ќе остане и понатака. Вие, ако како бизнисмен не го удоволите тоа што го бараат, ќе мора да го затворите бизнисот и да почнете нормално да живеете, скромно да живеете. По врска со цените, без разлика што се прави голема рекламација, мислам дека ништо нема да биде од тоа. Народ оди си купува, не гледа дали цените биле намалени или не. Стандардот ни е многу мал. Вие една сума на пари, како сакате, вртете ги, ако не стасуваат, не стасуваат. А знаете вие, од платата треба на 3 да се дели. За комунали, за лекарства и за јадење. За оние луксузи што ги имавме пред тоа, пред некоја година, да кажам, да одите на одмор, да одите на излет, да си купите нешто, да се подновите, тоа ќе мора да го заборавите. А третата тема што беше? Заборавив. За затворите, за притисоците од страна на вработените во затворите, што ги трпат затворениците. Ако кажав јас тоа, кажав дека и тамо... Тоа беше третата, а втората за бугарската кампања за асимилација на македонците од Албанија? За бугарите. Јас сум бил секогаш за тоа да ја смениме политиката кон бугарите. Едноставно да прекратиме секакви односи со нив. Да не интересираат. Без разлика дали ќе не примат во Европска Унија или не. Бидете сигурни дека никогаш нема да не примаат, а да се обезличиме, тоа не би личело на нас македонците. Знаете вие, оние генерации животи дава за оваа држава, а ние сега така лесно ги продаваме, дали јунаците, дали слободата. Значи, со бугарите едноставно да прекратиме како да не постоат. Значи, нема да не примат никогаш, па дури ни тогаш. Ви благодарам, Огнен, на јавувањето и добро утро за следниот гледач. Повелете во програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Добро утро, Алфа, и добро утро до гледачите на Алфа. Да, ве познав, Ацо, повелете. Така, јас ќе кажам многу кратко. Искра, и тоа со една реченица. Сите овие наши теми и проблеми, едноминутно молчење на оваа наша влада. Треба да се и чисти, да ја нема, и се додека они постојат, овие проблеми ќе постојат. Значи, ние граѓаните ќе си голтаме, ќе трпиме, и колку сакате теми да ставите, одговорот е смена на оваа влада за да се подобрат сите работи. Ви благодарам, убав ден и се најубаво. Ви благодарам, Мацо, на јавувањето, да, едно од решенијата. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро, почитувана Искра. Добро ви утро. Ве поздравувам вас и вашите колеги. Ви благодарам, повелете. Добро здравје ви сакам на сите вработени во Алфа, Искра. Искра, за темите. Се мислам дека господинот, или како да го наречем, што е затворен во Идризово, дека ќе изврши повторно злосторство. Човекот е од голем притисок. Треба да се внимава на таа работа. Значи, навистина е човекот во голем притисок и ќе изврши повторно злосторство, нека му е јасно на сите до еден. Тоа е едно. Второ, залудни се сите наши тагувања и маки и жалби.
со Балканот, со балканските народи, во Србија, во Босна, во Црна Гора, во Косово, во Албанија, Македонија, Бугарија, па да речем и Романија, може би тука би исклучил малу Грција, владеат најкорумпираните мафијашки елити, без разлика дали се во опозиција или се на власт. Тоа се најстрашните елити. Очекувам да во рок од 10 години да овие народи се спротивстават, да најдат решение и да се спротивстават на бандитите што владеат сите елити без разлика дали се во опозиција или не. Народот владеат со балканците. Што се однесува до българите во Албанија, македонската држава прво треба да се види во своите редови. Ево, например, во Голо Брдо се таму македонци од исламска вероисповест. Така ние ги нарекуваме. Но што е со македонците од исламска вероисповест во Македонија? Дали некој знае дека па тие некаде околу 80% се запишувани за албанци и турци? Значи, многу сме равнодушни за нашите македонци тука. Туку се грижиме за тие во Албанија. Ево, во западниот дел на Македонија, македонците од исламска вероисповест учат на албански, макар да мајчиниот јазик им е денешниот македонски јазик. Што се правиме на тошо? Да не се правиме многу лажни патриоти. А понатака треба да се внимава и на руските и српските служби што од црквата македонска сакат паралелна српска црква да направат во Македонија. Ви благодарам на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро, Здравко. За лошава состојба во Македонија криви се душманите, но ние македонците уште појке од менталниот склоп што го имаме. Не чинат работите во Македонија. На секое поле од живеачката. А ние и понатаму како кученца си лаеме. Како муви без глава во круг се вртиме. Проблемот е голем од што е во нас, кај појкето од нас. Арно да ние не водичи сметка за злото кон останатите, кон нашата мајка, природата. Како општество заедница, држава, сами се давиме од нискогнасното полтронство, поддаништво, нискост од лигавост, полна со неискреност. Та негнасните од таа во власта се со злото кон Македонија најубаво живеат со украденото, невистински спечеленето. Несплотеноста наша се гледа и преку еден влез во зграда, преку селото, градовите. Ментален склоп, гледање само до личното. Нема место за општественото, државното. Чаре? Нема чаре со ваква никакост безвредно живење. Благодарам. И јас ви благодарам, Здравко, на јавувањето и воедно посакувам и добро утро на следниот гледач. Добро ви утро, повелите, во програма сте. Добро утро. Добро утро. Каде е министеро за надворешни работи да иде и да ургира во Албанија? Викаше Ванчева, дека да спомна Ванчева да ја повекам, тема и нема бугаризација на македонците, нема албанизација на македонците. Тоа е на висок степен подигнато и бугаризација и албанизација. Погледнете ги сите државни установи, директори, заменици директори, па од директор до курија, се
Има ли некаде македонци запослено веќе некаде, само по приватните? И сега, зашто не се побуне сега и Бетици, и министер Розев, зашто не се побунат? Рама знае само премиерот да го чука по грбо. Иди премиере, побуните да видите колку мислите вие за македонците во диаспората и во соседството. Идите сега, зашто не идите да се побуне, зашто не се побунете, како може да одат тамо бугарите да отварат бугарски школи тамо. Тојотова, она е многу фер, секаде оди и секаде срамота во што го праве. Ало? Ме слушате? Ве слушаме. Да, само премиерот е крив. Голем пријател му е Рама. Прво се врши албанизација тамо на населението како беше Енвер Ходжа и другите. Сега се врши бугаризација, само да нема македонци. Сметат и македонци. Слушам го Ахмети вчера. Националисти сме биле ние, нацисти сме биле, нацисти. Како може така да не кажи извине на македонскиот народ? Што чудо му направи, ја видите како окупатор 2001 да земе територијата, 2015 исто нападна, а кој е нацист? Ние или он? Сами заслужува. Искра, имам една молба до вас. Јас ми стави број на телефон, сакам коле чашове да го чујам, имам едни книги да му дадам. Ако може, ве замолувам, ние ќе пренесеме, значи, често пати барате, не зборам само за вас и другите оставате броеви, бидејќи сме во различни смени, јас се надевам дека ќе им биде пренесено. Да, многу фала унапред, сакам да му пратам едни книги. Книги да му дадаме, да види вистината што се прави туку, кој печате и кој ги посвојува нашите херои. И да ја кажа на ЕЗН, спомениците се бунат за 2017 на нашите херои, а спомени кој е Струга, кој е тај косовар тука способен да иде тамо на Косово у Струга да отвара споменик на косовари. Зајте метрите на терористите дигнаа на учетка споменик. Добре, јас ви благодарам на јавањето и уште еднаш, по не знам кој пат ќе замолам, 3 теми имаме, јас не знам и 5 теми да поставиме 10, веројатно ќе пронајдете 11-та. Не дека ве ограничуваме, но полесно и за разбирање и посодржинска ќе емисијата, ако сепак се фокусираме на тие теми. А гледате со оглед на тоа што секојдневно имаме емисија, сите теми апсолутно дека доаѓаат на ред. Бевте последна гледачка во овој блок најавувања. Она што сега следува се реакциите на стручната фела за работата на Агенцијата за филм. Разговаравме со режисерот Милчо Манчевски и според него народните пари не одат во сопствена продукција. На оваа тема многу повеќе од нашиот колега до Информативна Борис Грујовски. Агенцијата за филм е дувло на неспособност, криминал и корупција, алармира режисерот Милчо Манчевски. Вели дека таму има низа нерегуларности потврдени од повеќе државни институции. Сепак, вели, никој не презема ништо конкретно, а директорот Бојан Лазаревски натаму си тера по свое. Незаконското работење во Агенцијата за филм го потврди Државниот завод за ревизија со нивниот извештај, Transparency International, Антикорупцијска комисија, кога првиот пат реагирав пред 3 години, исто така најде незаконско работење, сега повторно има отворено случај. Понатаму, затоа што ги пријавив за корупција, за незаконско работење, тие почнаа да ми се одноздуваат. И тоа се претвори во комплетен политички прогон, затоа што власта застана зад овој прогон и зад ова незаконско работење. Народните пари, наместо да се вложат во домашни продукции кои ја промовираат македонската култура во светот, се даваат на малцински продукции, вели Манчевски. Зашто така полесно се перат? Постапка нема, барање на одговорност нема. Јас поднесов неколку кривични пријави, затоа што сметам, сакам и покрај се да им верувам на институциите, затоа што тоа е единствен начин. Довербата во институциите на многу ниско ниво, ама тие се цивилизацијска придобивка. На последниот конкурс беше поддржан само еден домашен долгометражен филм, а во исто време беа доделени средства на 8 копродукции, каде Македонија е само помал партнер. Тоа што таму се случува, тоа незаконие е очигледно.
се гледа од хеликоптер. И кајмакот од најголем дел од буџетот го земаат фирми кои се тесно поврзани со и директно или индиректно поседувани од раководството на Друштвото на филмски работници. Тоа е исто така нешто што треба да се испита. Во процесот државата е КБЕ, учесник во незаконско вработење, затоа што до вице-премиерката за борба против корупција се доставени 4 представки. До Министерството за култура се доставени 3 представки. За љубов на вистината и двете министерки реагираат и институциите наоѓаат слабости во работата на агенцијата, во соработката, во незаконската поддршка на Агенцијата за филм за приватна организација Друштвото на филмски работници, нешто што сега го испитува Комисијата за поддржување на конкуренцијата. Меѓутоа, конкретна постапка нема. Директорот на Агенцијата за филм е по трет пат веде, што е незаконски. Инаку Агенцијата за филм му поднесе кривична пријава на Манчевски односно на неговата продукција Банана филм, откако тој почна јавно да зборува за проблемите таму. Реномираниот Венецијски филмски фестивал изрази поддршка за македонскиот режисер, а директорот на Агенцијата за филм Бојан Лазаревски упати критики за еден од најпознатите и најстари фестивали во светот, зашто се дрзнал да застане во одбрана на Милчо Манчевски. Абсурдот да е поголем, директорот на Агенцијата Лазаревски е назначен на функција иако нема никаква врска со филм, оти доаѓа од претходно искуство од банкарскиот сектор. А сега во продолжение за неформалната група Дума Инсума, која што организира работилници за креативно пишување за млади и тоа на кирилица. Сите детали за овие работилници ќе ги дознаеме од Ивана. Јазикот е богатството на еден народ и култура. Токму сите ние треба да го негуваме јазикот и што повеќе да му даваме негова примена. Интересни работилници кои што се создадена од компаратистките Марија и Ивана, токму за млади деца и тоа за промоција на кирилицата, за учење и пишување на токму креативно изразување и пишување на македонски јазик. Токму за нивниот проект ова утро дознаваме од нив. Девојки, најпрво ќе посакам добро и убаво утро и сакам да ви честитам искрено за тоа што еве се борите и работите и правите работилници за млади луѓе со кои што ќе има продолжување, негување секако на македонскиот јазик и на кирилицата. Фала. И фала што не викна во емисијата. Добро утро и на гледачите. Значи, ние сме Марија и Ивана, водиме под името, се представуваме под името Дума Инсума, што значи сумирана мисла, и правиме работилници за млади, правим работилници за млади со цел зачувување и модернизирање и популаризирање на содржините на македонскиот јазик. Да, започнавме, јас и Ивана се запознавме додека студиравме на катедрата за општа и компаративна книжевност и така некако се роди идејата заедно да ја создаваме овој концепт на работилници, каде што главниот фокус ќе биде на читање на македонска современа литература, читање на македонски современи автори и исто така на некој начин да ги поттикнеме самите деца да пишуваат и да создаваат на македонски јазик. Да, Клик-слик сподели кирилица е насловот, името и темата нели на втората поред работилница која што одржувате во низата работилници, нели токму за зачувување и афирмација на македонскиот јазик и македонската книжевност, што има можност во двата дена од работилницата да научат децата кои што беа дел од истата.
Па вака, на првиот ден и на вториот ден од работилницата, децата имаа можност да создадат своји книжевни ликови и начинот на кој што ги создаваа беа преку користење на вештачка интелигенција, меѓутоа многу сме среќни што успеавме да најдеме чет-бот што може да ги кој што може да го контролираат преку македонски јазик и преку кирилица, значи не беше потребно да пишуваат на англиски па потоа тоа да го преведуваат и на тој начин не само што и тие се охрабрија повеќе да создаваат на македонски јазик, туку и на самата вештачка интелигенција и се ја збогатија на некој начин со нели македонски поети и современна книжевност и ја запознаа со културата. Марија, колку се заинтересирани младите? Сепак се работи за деца од 15 до 19 години, млади кои што околу нив се е на англиски јазик, со целата технологија нели неминовно е да го познаваат и да зборуваат англиски јазик, но колков интересот е кај младите за да учат креативно пишување, да споделуваат на кирилица по социјалните мрежи, сите сме сведоци дека се почесто се зборува и се пишува на англиски или пак се употребува латиницата дури и за македонски јазик, што навистина мене лично многу ми смета, а верувам дека и вас. Да, значи интересот на младите, изненадувачки дури и за нас, се покаже голем и со организирање на првата работилница. Но исто така тука морам да посочам дека голема помош добивме и од некои професори, наставници по македонски јазик, кои што испратија некои своји ученици кои што сметаат дека би требало да ја посетуваат работилницата и така децата дојдоа и се запознаа со нашиот концепт, затоа што концептот е на ваков тип на неформално образование е малку нов и тоа што го работиме тука не влегува во сферата на класичното образование и на тоа што се учи на по македонски јазик. Па мислам дека тој нов пристап на изучување на јазикот го зголемува тој интерес кај младите и исто така пријавеноста и на втората работилница беше на многу солидно ниво. Да, и исто така со тоа што ние им даваме малку похрабри примери од понови современи македонски автори и модерноста на јазикот која користат тие автори им дава можност на децата да ја погледнат преку поинаква перспектива на македонскиот јазик, да не биде само она што го учат на училиште и на тој начин добиваат, го збогатуваат својот фонд на зборови и интересно им е да создаваат на македонски, бидејќи се осеќаат дека можат повеќе да експериментираат при пишувањето. Да, и секако да придонесат нели пред се за себе, но и сепак за јазикот. Она што ќе се случува викендов е токму нели малскиот фестивал, каде што токму ќе биде одржана и изложбата за она што изработиле децата на претходната работилница. Да, ова е една можеби највозбудливото нешто од досега што сме го направиле како Дума и Сума. Изложбата ќе биде дел од отворањето на Малски фестивал. Тоа ќе се случи на 22 во петок во 19 часот. Ве покануваме да дојдете. Делата кои што ќе бидат изложени на изложбата се фотографиите кои што младите за време на работилницата ги изработија со помош на софтверот. Да, со помош на вештачка интелигенција. Со помош на вештачка интелигенција и исто така нивните дела кои што ќе ги изработат во форма на мали книгички и фанзини кои исто така ќе бидат изложени и децата и посетителите ќе можат и да си земат со себе примерок од тоа што го направиле учесниците на работилницата. И исто така се одлучивме заедно со визуелниот уметник и графичар Јован Јосифовски да направиме, така да ги представиме делата во форма на мали книгички наречени фанзини. Тоа е тие се прават малку со една панкерски процес на направи сам принцип, бидејќи и децата ќе имаат можност да ги лепат, да прават колажи според тоа што напишале и потоа на тој начин да можат да споделуваат кирилица, всушност со таму името, бидејќи создавањето на фанзини одстапува и од она класично онлайн објавување, дигитално објавување, каде што зависи нели од споделување и од ликување. Исто така го одбегнуваат и процесот на она комерцијално издаваштво, каде што нели потребни се повеќе средства и ресурси.
Да, велите интересот и тоа како е голем и за двете работилници, значи сепак кај вие младите се трудат оние кои што се заинтересирани нели да научат повеќе за македонската книжевност и да споделуваат нели на кирилица, но какви се нивните реакции кога учествуваат и кога се дел веќе сега кога веќе доаѓа нели моментот на изложба и да се види тоа што го изработиле? Мене лично многу ме радува што се многу желни да го споделат тоа што го пишуваат. Имавме и процес на читање, каде што се ги читаат делата, па ги читаат меѓу себе, сакаат да коментираат, сакаат да дискутираат за тоа што го напишале или за тоа што го прочитале. И беа многу ентузијастични и многу среќни кога им кажавме за изложбата. И дел од нив веќе учествуваат на самата подготовка на изложбата, па да, тоа е многу ме радува. И има уште еден симпатичен момент каде што преку тој процес на читање на самите дела, самите тие си даваат мислења за текстот и на тој начин некако се здружуваат и се формираат друштва и покрај тоа што доаѓаат од различни позадини. Да. Тој заеднички интерес за читањето и пишувањето како да ги спојува и да, тоа е многу благородно. Дали може би ќе ни откриете, Еве, која е следната работилница која што сакате да ја направите токму за кирилицата, за пишувањето, она кое што го работите нели како тим Дума и сума? Па, една од наредните идеи кои што ни доаѓа е да ги запознаеме децата одблиску со бајките и македонските и нели оние бајки што ги гледаме преку Дизни филмовите, но и ги охрабруваме тие што се заинтересирани за да пишуваат, да не заследат на нашите социјални мрежи Дума и сума на Инстаграм и на Фејсбук и таму да веднаш да ги добиваат информациите за какви работилници има во иднината, во блиската иднина. Јас ви посакувам уште многу вакви успешни работилници за кои што се надевам дека ќе добиете нели поддршка и понатаму од институциите, затоа што навистина како што споменавме дека сепак богатство за еден народ пред се е јазикот. Ви благодарам. Благодарам. Нашиот следен гостин ви е веќе толку добро познат што апсолутно не морам да го представувам. Еве, сите го знаете, доволно се каже доктор Митов, но ќе го најавам оноga како што го пишува во неговата најнова книга, доктор по медицина, магистер по јавно здравје, но со оглед на тоа што ова веќе е негова втора книга, од денес понатаму ќе го најавувам и како писател. Автор. Нека ви е честито, писателу, автору, новото дело. Јас веднаш би започнала од насловот, затоа што познавајќи ве, сигурно не е случајно одбран. Насловот е Преплетени со природата. Имаше дилема дали да биде насловот, размислував долго, поврзани со природата, но некако не ми беше доволно да го каже тоа кое што е во книгата, а тоа е дека не сме само допрени, не сме само поврзани со природата, туку сме толку многу поврзани што зборот преплетени, убав македонски збор, одговара многу повеќе за да ја долови таа слика на нашата близина природна, која што би требало да ја имаме и да постои со природата, и како точка каде што за жал започнуваат повеќето наши проблеми со здравјето. Имено во книгата убаво објаснувам дека оддалечувањето од природата, моментот кога ние почнуваме дали да се храниме нездраво, дали да сме физички активни, односно неактивни на неприроден начин, дали станува збор за неприродни навики во однос на спиењето и останатите нишки кои што се нели 5 нишки спомнати. Да, овде велите дека станува збор за најновите сознанија за 5 нишки на нашето здравје. Пред да преминеме точно кои се тие 5 нишки, затоа што искрено јас мислев дека има 3 нишки, но еве да. Она што ми се виде особено интригантно, интересно е тоа дека велите дека и покрај сите научни сознанија, истражувања, достигнувања, всушност во 21 век сме сватиле едно нешто, а тоа е дека треба да живееме како во 19-тиот век. Така, тоа е многу, тоа е едната реченица која што дава, да речеме, сублимат
на сите тие научни студии кои што се опишани внатре. А тоа е дека баш во 21. век треба да живееме како во 19-тиот. Во еден момент во 20-тиот век се случува толку нагласена, дали ќе ја наречеме индустриализација или технолошки напредок или како и да го наречеме, кога ние во еден момент целосно се одлепуваме од тоа што треба да ни биде природен начин на живот. И од тој момент понатака ние забележуваме во таа, да речеме, медицинска историја, како се распламтуваат некои болести кои што претходно не биле ниту оддалеку присутни. Тоа што порано сме сметале дека нема никаков проблем. Например, светлината навечер. Светлината навечер, навидум, е нешто што може дури нели да биде корисно. Нели ни помага да функционираме во ноќта. Меѓутоа и светлината навечер има одредена точка до која што може да се претера понатаму. Убав термин е кој што го користиме, кој што вели загадување со светлина. Односно, светлината поставена таму каде што не е местото, во глуво доба, во ноќта, влијае така на нашето тело да го нарушува централниот нервен систем, лачењето на хормонот мелатонин, го нарушува процесот на спиење и со тоа целосно го нарушува тој момент на регенерација на нашиот мозок за да биде подготвен преку ноќта за следниот ден. Кога ќе кажеме регенерација на мозокот преку ноќта, тоа не е само едноставно одмарање, немање активност. Ние мислиме дека нема активност, но токму во ноќта природата определила нашиот мозок да се чисти од одредени субстанции кои што се насобираат додека сме будни и ако не се исчистат тие убаво, не му дадеме минимум 8 часа на тој период, убаво да го прочисти мозокот, значи не зборуваме за некои измислени работи, за конкретни процеси. Значи не е само времетраењето, туку неопходен е и квалитетен. Имено, се согласувам. Но и ако ги нема тие квалитетни 8 часа сон, мозокот останува непрочистен од тоа кое што треба физички да биде отстрането, се акумулира со тек на време и започнуваат низ дегенеративни промени, кои што посебно ги гледаме кај луѓе кои што не спијат квалитетно по долг период. И сега, од нешто навидум едноставно, осветлување во текот на ноќта, ама, еве го зошто велам дека треба да живееме како во 19-тиот век на еден начин, нели? Сега да не ме разберат да нема во улично буквално осветлување, да нема светло од соседите, да нема светло од мобилните телефони, од што можеме телевизорот. сега, и некој јас сакам практично да го представам тоа што го кажувам. Тоа значи дека прво кога ќе почне да доаѓа ноќта, генерално во станот или во куќата каде што сме, ќе ги пригушиме светлата. Значи тоа е првиот момент од изаспивањето и будењето. Значи не од економски причини за да уштедиме, не само, да. За нашето заспивањето здравје. и будењето треба да биде како полетување и слетување на авион. Постепено се будиме, постепено заспиваме. Нема вака, не дај Боже. Значи, сакам да речам, кога ќе почне да доаѓа ноќта, кога ќе помине 9 часот, треба да и сите сетила. Сите сетила треба потивко да биде, ако е телевизорот вклучен, само телевизорот вклучен, сите светла намалени, не онака да биде вака светло, интензивно и после ќе ги изгасиме и ќе си легнеме. Нема време мозокот сега да се адаптира. Тоа е прво. Второ, просторијата во која што спиеме, целосно треба да биде тема. Многу луѓе ќе речат, абе јас барем малку имам навика да биде крената ролетната и однадвор од удлицата или од уличното осветлување барем малку да влегува. Може би сме навикнати така, но на нашето тело тоа не му одговара. На нашето тело му треба тотален мрак, како што било и пред свеките што се вели. Тоа е вториот момент. И тука има услови вистински да се одмориме. Вистински да го излачиме тој хормон мелатонин и да помогне да се наспиеме така како што треба. Во светлина не сме створени да спиеме под такви услови. Тоа е само една од Тоа сега многу. да кажем, почнавте од третата нишка, Да. и јас така си ја видов редоследно, но тоа значи дека нема позначење прва, втора, трета, пета, затоа и тоа испреплетени. Но ајде да ги наброиме сите пет, освен спиењето. Прво е начинот на исхрана. Начинот на исхрана е долга тема, многу зборувана тема и штом има некое име начинот на исхрана, не чини.
а особено ако е од некој човек. Медитеранската е друг случај. Таа укажува на регион, но не е дека некој ја измислил. Туку научниците откриле дека овој регион се храни така. Тоа е тој вроден код што Така е, што не е го тоа имаме. дека некој седнал и мислел сега што би било добро. Не. Народот со милениуми наназад покажал што е добар. Природата ни покажала, телата ни покажале. Околу нас што кога како зрее ни укажало на тоа што е добро да се јаде. И така е формирана медитеранската исхрана со сите неизини подвидови. Сакам да ми го објасните ова, сега најдов некои Секако. многу интересни моменти, а велите исхраната е жртва на својата популарност. Тој точно. Сите сакаат да слушнат на тема исхрана, повеќето. И од тука, правејќи ја популарна таа тема, навлекува луѓе кои што и сами сакаат да бидат популарни и доаѓаат тука да зборат на тема храна, ама не поаѓаат од научна основа, не поаѓаат од чиста медицински, како што велиме во медицината, основана на докази теорија, која што емпириски докази. И што ги емпириски речевме, докажано, и низ научни студии докажано, и на секој можен начин потврдено. Има таква наука за исхраната. И вие визави тоа ќе дојдете во ситуација да слушате за кето, за хроно, за какви ли не измислени Фастинг, изгладнување. Да, изгладнувањето е извлечено од природните навики. Меѓутоа сакам да речам тука се прават некои трендови, се измислува нешто кога здравата храна е измислена Бог знае од кога. И нема ние сега што пак повторно да ја измислуваме. Затоа, бидејќи е популарна тема, страда да доаѓаат сите да зборуваат на таа тема, бидејќи им е интересно на луѓето да чујат за неа и заради тоа да биде видоизменета до степен на непрепознавање. Втората нишка е физичката активност. Да. Нашето тело, ако го погледнете, например, само треба да видите како е граден човекот. Човекот е изграден како машина за движење, по балансот, по степенот на застапеноста на мускулното ткиво, нозете, рацете, исправеноста на телото. Сите елементи околу нашето тело само треба да ги погледнете биолошки или антрополошки и вие веднаш доаѓате до најприродниот заклучок. Оваа тело е изградено да се движи. Природата или Бог ви кажува од само гледање. Да, а вие велите дека сега сме дошле до стадиум да ги броиме чекорите. И тука е тој парадокс. Значи, ви благодарам што ме подсетувате на најубавите делови од книгата. Да. Тука е сега, видете, ние од едно такво битие, створено да се движи, доаѓаме во парадокс да си кажеме колку чекори и спешачи денес. Дори ќе купуваме апаратчиња, кои што ќе ни го мерат тоа. Да. Сега излезе една научна студија минатата недела, нема време да ја инкорпорирам, но во следната книга Здрави од Бога, многу интересна, вели селца околу Медитеранот. Колку пострмни селцата, толку поздраво населението. И видите сега, знаете, едноставно е во науката, едноставно е во медицината. И не ти треба пратчати брои. Ама тоа сакам да речем, знаете, ние сега сакаме да го изнаправиме сето тоа, леле, тоа не можеш да го погодиш, тоа ваква комбинација, таква комбинација, па такви калории, па макрос, па јаглехидрати, па ова, па не сето тоа филозофии. И видите, одеднаш од науката ќе излезе една реченица која што ќе ве удри во глава и ќе ве разбуди. Колку пострмно селцето, толку поздраво населението. Зошто? Бидејќи секој ден нагоре, надолу, нагоре, надолу. Без да го чувствуваш без тоа. Да го, ама да знаете како тие луѓе се навикнати и сега и нагости да треба да отиде кај комшивка, некоја господја. По некоја козја патека или треба лепче да купи, или било што, нели? Тоа мора да се случува вака нагоре, надолу. И раздвижувањето на крвта. Има една теорија која што вели дека, например, конкретно малигните болести може да се случуваат заради тоа што крвотокот не е така добар како што треба да биде. Просто на телото не му се дава шанса да провери убаво што се случува секаде, имуниот систем да провери што се случува секаде во секој момент. Бидејќи ако дојде, ако види, ќе најде, ќе реагира навреме и ќе го реши проблемот. И можеби некоја толку проста работа како пешачењето, дури вака колку пострмно, толку подобро,
може да биде решение за толку крупни медицински проблеми. Го спомнавме спиењето, микробиомот е следната Тоа се сите тема. бактерии кои што се и во нашиот и на нашиот организам. И на површината. И во нас има бактерии. Да. Но секогаш кога ќе слушаме бактерија, имаме негативна асоциација и мислиме дека секогаш е во негативен За жал, контекст. Дали е тоа така? Апсолутно неточно. Ние кој ќе кажеме бактерија, мислиме на лошо. Кој ќе кажеме на микроорганизам, мислиме на лошо. Или на вирус. Не е така. Ние со нив сме живееле откако сме на земјата и додека да бидеме на земјата, ние ќе живееме со нив. Со вирусите, со бактериите, со сите микроорганизми. И тука терминот, името на книгата Испреплетени со природата, најубаво објаснува колку ние со нив сме тесно испреплетени. Дали се присутни на нашата кожа или се присутни внатре во дигестивниот тракт, ние без нив не можеме да живееме. Впрочем, балансот ако се наруши помеѓу нас и правилните бактерии кои што треба да живеат на нас, нашето здравје најверојатно страда. Тука има многу интересни моменти. Например, бактериите на образот, на дланката и на ногата се целосно различни. Слични помеѓу луѓето, меѓутоа на различни делови од телото. Природата предвидела да бидат населени различни бактерии. И сите тие сега откриваме. Сите тие откриваме како имаат своја улога. Уште поинтересно, бактериите во нас се под силно влијание на бактериите во земјата околу нас, почвата на плодовите кои што ја јадеме, нели порано беше леле мијте, тоа треба да се стрга убаво. Така, но сега испаѓа дека бактериите кои што се полепени на плодовите и тоа како одговараат на микробиомот кај нас. Знаете дека го обожавам градинарство и да се занимавам со и се повеќе читаме во тој правец. Науката сега што открива? Луѓето кои што имаат градина и кои што ја допираат земјата со своји раце, имаат многу поздрав микробиом. Гледате, значи, колку повеќе се оддалечуваме од природата, колку повеќе не допираме растенија, не допираме земја, не се движиме помеѓу зеленило, толку сме по-нездрави. Односно, што ме избегаме до една точка подалеку од природата, ги губиме сите капацитети и едноставно отпаѓаме од нејза. И последното е... Само уште во ова поглавје имаш еден интересен наслов што би сакала да ни го подобјасните, а тоа е секој од нас е само 43% човек. Точно. Што значи тоа? Тоа значи дека кај нас има многу повеќе клетка по клетка, ако земеме да броиме клетки од бактерии, отколку клетки наши со нашата ДНК. Што значи кога го гледаме вака еден човек, можеме да го гледаме минимум како два организма. Едниот сме ние. Тоа значи дека тие се доминантен собственик на Точно, да бевме нели на акции поделени, тие ќе го имаа мнозинството од акциите. Главниот збор. И мислам дека го имаат. И мислам дека во биолошка смисла го имаат. Сега, знаете како, ќе кажам еден малце, можеби не е убав вака пример, меѓутоа да доловам колку е важно тоа, колку се важни бактериите во нашите црева. Сега постои еден таков нов третман, кај луѓе кои што имаат сериозни проблеми со цревата, или ги имаат тие тешки воспалителни болести на цревата, кога се нарекува така наречен фекален трансплант, кога се зема измет од здрав човек, и се префрла во цревата, во дебелото црево кај човекот што е болен. И се случува чудо. Значи, само треба да се вратат правилните бактерии назад, тие да да почнат да се шират и повторно да го населат дебелото црево како што треба. Како нови избори да има во организмот. Како да има избори, како да се менува на правилен начин власта. И тоа е тоа. Сакам да речам, ние само се што треба е да ја проучуваме природата, да не ја пречиме и да се воодушевуваме гледајќи што прави, колку е премудро направена и само да живееме колку што е можно поблиску до незините правила. И петтата нишка... Петата тоа чекав, всушност тоа за блиските нимиме и посветена книга. Да кажеме дека веднаш започнува со нив. Тоа е моментот на социализација, вака кажано, или колку човекот е битие кое што треба да споделува, да разговара, да комуницира со други битија. Ние сме повеќе поврзани со другите
со другите луѓе околу нас, ако ги земеме да се споредуваме со животните, фамозен е примерот нели на овцата која што мора да биде обкружена со други. Нашата врска со другите луѓе е посилна отколку неизината врска со стадото. Меѓутоа, пак тој извитоперен начин на живот, неприроден начин на живот кој што го гледаме, го нарушува сето тоа. Дури споменувате и епидемија на осаменост. Ете така. Сега тука епидемијата на осаменост во Европа и во Соединетите Американски држави е нешто многу драматично. И знаете како, не е само дека менталното здравје се нарушува под влијание на осаменоста. Туку физичкото. И тоа нели вака биолошки гледано, не можеме ние веднаш да ја најдеме врската. Како бе сега, нели човек, ништо, јаде, се движи, прави се што треба да прави. Има витамини, има минерали, има се, ама е осамен. И ако е осамен, телото страда, мозокот страда. И тука мислам дека е оклучот на тоа зошто па некои култури, особено овие кои што има 100-годишници, зошто гледаме дека нивните пракси на дружење интензивно, попладневно, по улица, комши, разменување постојано во текот на цел ден, гледаме дека таа социјална нишка и тоа како е важна за вкупното здравје. И досега тие се 5 главни нишки. Веројатно има и повеќе. Меѓутоа, овие 5 беа тие кои што се доволно научно и емпириски докажени и кои што го задржуваат вниманието, и мислам дека секој ќе ужива во книгата заради тоа што и сега да кажем дека во среда имаме промотивно предавање, ако дозволите. Секако. Да, во Public Room, нели во Скопје, во 19 часот и 30 минути, денес е понеделник, задутре во среда. Ќе имам предавање и промоција. И подпишување, најубавиот момент. И подпишување, да. Бидејќи верувам дека ни треба да се подсетиме колку сме отидени отаде, подалеку од природата, и да се вратиме назад. И дека сепак кодот е во нас, да се слушаме малку и себе си. Тоа ни е вградено во однос на тоа како ние просто самите не води кон тоа, го знаеме тоа што е добро за нас. Ние минатата недела доделивме една книга, сега пред промоциски ќе доделиме денес уште една, со оглед на тоа што немаме време да го вклучиме гледачот. Веднаш по завршувањето на овој разговор, првиот што ќе се вклучи, само оставите ваши податоци и ќе може во книжарница 3 да ја подигнат во ГТЦ, или пак да дојдат на промоцијата за да може да биде лично подпишана од вас. Може и така. Со задоволство. Јас многу ви благодарам на ова ваше гостување. Нема да чекаме до третата книга, во меѓувреме повторно ќе ни дојдете, доаѓа зима, разни вирувчиња ќе имаме секогаш теми. Ние сега малку ќе излеземе од студиото, одиме пред Македонската филхармонија, каде што не очекува веќе Бела со низиниот гостин, со цел да го најават концертот кој што ќе се одржи утре вечер. Добро утро, Бела. Добро утро, Искра. Доколку не се јави гледач, јас се пријавувам за книгата, внимателно ве слушав. Воодушевена сум од тоа што имав прилика да го слушам додека да се вклучам. Јас се пријавувам за книгата, ако не е проблем. Па ако види вака се, ти прво се јави, факт е тоа, да. Ке има и за тебе белешки, но сепак ќе не оставиме и на гледачите една, да. Се шегувам. Секако се шегувам. Нашите гледачи имаат предност во секој случај. Задоволство е да си има една ваква книга и ќе се надоврзам на вашиот разговор во студио, Искра, за она што го зборувавте со допирот со природата, за тоа колку всушност човекот да стане човечен е важен тој допир на природата. За да биде човекот човечен, важен е и допирот со музиката. И не тоа било каква музика, туку на убавата, оној етно мелос кој што не гали и не допира е многу важен за да останеме она што сме. Во продолжение зборуваме токму за една таква нова музика, компонирана од Александар Јовевски. Многу мина од вас и чуле за неговиот прв солистички албум, насловен Од колено на колено, албум кој што минатата година во декември месец доби светло на денот и допир со јавноста, но овој пат, утре вечер, она најважното или круната на допирот со публиката е кога публиката ќе може во живо да ја слуша оваа музика на Јовевски. Прв солистички концерт со авторот на Од колено во колено, човек кој што создава прекрасна музика. Толку е доволно да најавам за вас. Задоволство ми е што ве имаме во Добро утро секој.
Добро утро на сите гледачи, ви благодарам на прекрасната најава, на вистина убави зборови кажавте, така да ви благодарам. Слушајќи ја вашата музика и ова утро додека се подготвував, имам многу инспирација во главата и многу прашања за вас. Прво ќе ве прашам, поминула скоро една година од како излезе вашиот прв солистички албум. Како се чувствувате слушајќи ја вашата музика? Прекрасно. Овој албум пред се беше една од моите соништа што стана реалност. Се случи претходната година во декември месец да го издадам овој албум. Имав прекрасна инспирација за овој албум, многу сум среќен што се случи. Сега ќе си добија своја концертна промоција утре вечер во оваа прекрасна сала во Македонската филхармонија. Да се подсетиме, на албумот има песни кои што се преработки на стара изворна македонска музика, но и ваши ново компонирани песни. Да се подсетиме што е она што може да се слушне на албумот. На албумот има вкупно 10 композиции, 4 се обработки на стари македонски песни, би ги кажали кои се песните. Ајде мала стана болна лега, изворна песна. Бај Никола, сношти го видов мамо мори убавото стојне, изникнало криво крувче, но има и авторска музика на која базата, инспирацијата е македонскиот фолклор. Меѓутоа оставам свој музички белек и свој музички израз во времето во кое што живееме. Малку помодерно зазвучува, меѓутоа гледаме да не се сквернави самиот фолклор, а да се доближи тоа до помладата популација. Тоа го работам на многу добар начин со сите мои остварени проекти до сега, нели тоа се докажува, со етносоставот Монистра, со неодамно издадов своје CD со Петар Ренџовсковски приказни, така да тоа наидува на одлични критики и само ќе продолжиме натаму да се негуваме македонската музичка традиција. Како најава на овој албум беше вашиот видеозапис на една композиција, станува збор за песната Александров танц. Многу ми се допаѓа како сте ја насловиле оваа песна. Да, ти благодарам. Нели како што се викам Александар, сакав да оставам. Како ја што се викам? Да, именјаци сме нормално. Заради тоа крстив Александров танц, а танц е крстена бидејќи во еден по невообичаен, неправилен ритам 18-смински такт, малку посложен, меѓутоа делува на еден така помодерен танц и како што можевте да го видите видеозаписот, има една девојка што го доловува самиот танц, така да мислам дека е правиот наслов одбран за овој видеозапис и за оваа композиција. Што е она што можеме да го ветиме утре вечер на оваа сцена? Како ја замислувате сцената утре вечер на Филхармонија? Так. На концертот ќе има и специјални гости, составот Монистра, на кој сум музички лидер, и овој концерт не сакав да го поминам без мојот состав што си твориме и музицираме, концертираме и сме големи амбасадори на Македонија веќе 21 година. Покрај составот Монистра ќе има и гутачки квартет, значи магијата ќе ја додоловат со джиците на виолините. Ќе има модерен танц, како што ја споменав, девојката се вика Сара Цветковска. Многу ми е големо задоволството што ќе настапи. Ги споменам и сите музичари еминентни кои оставија својата душа и свој музички белек на самиот албум. Без нив немаше да зазвучи овој албум така. Горан Гешовски на бас гитара, Гордан Спасовски на пијано, Илија Филиповски на виолина, Радко Дутовски на перкусии, прекрасните вокали Габриела Новевска, Елена Андоновска, Мартина Максимовска и Елена Васова. И сето тоа нели се комплетираше многу убаво и утре вечер магијата ќе се случи во живо во Македонската филхармонија. Да, вистински збор е етномагија ќе прозвучи од сцената. Дали се уште има билети во продажба? Има ли можност? Уште многу мал број на билети има во продажба. Билетите може да се обезбедат преку продажната мрежа на Купи карти за се. И ако остане уште некој билет, може и на самиот влез, значи да си повели публиката и да се обезбеди. Се надевам дека можеби ќе има за тие што не се снашле нели да купат онлайн. Александар, каква е иднината на овој албум? Каква е вашата замисла? Дали можеби ќе патува низ државата, па можеби и низ светот? Секако. Веќе остваривме 2 концерти со овој албум. Едниот беше во Охрид, во Центарот за култура Григор Прличев, а вториот беше на многу голем фестивал Инденски денови што многу го почитувам, каде што имаше можеби 2000 публика поседеност и најде на одлични критики, одлични овации. Третиот е во Скопје, нели во мојот роден град. Следува уште еден концерт во Радовиш следниот месец, а понатаму сме во преговори за оваа музика да си биде голем амбасадор надвор од државата, така да наскоро во следната емисија ќе говориме и за тоа.
Верувам дека сите ваши сетила се сконцентрирани за утре вечер и дека со нетрпение очекувате да застанете и да го покажете она што навистина и сте го покажале пред публиката. Вие веќе сте и докажан музичар за јавноста, но морам да ве прашам дали можеби веќе размислувате и за нешто и можеби компонирате нешто ново? Може ли да најавиме нова музика од вас по овој албум? Така. Освен што творам за себе како солистички материјал, баш работам уште на 2 албуми каде ги аранжирам обработки на народни песни за прекрасниот вокал Габриела Новевска и за Сузана Спасовска. Тие 2 албуми треба да се случат 2023 година до крајот на годината, ќе имаат своја промоција, така да сум многу активен, освен концертно и во авторството и во композиторството, така да едноставно музиката ми исполнува во секој аспект, и во музицирање, и во компонирање, и во творење, и во слушање, во надградување. Така да ќе твориме и ќе си ја чуваме македонската музичка традиција понатаму. Предвидени ли се видеозаписи за некои од другите композиции на овој албум? Некако имамо план барем 3 видеозаписи да излезат за материјалот од колено на колено. Првиот беше одличен. Многу му благодарам на Даниел Јовевски, што е режисер, монтажер, идеалист, го осмисли целиот концепт за спотот и едноставно видеото со аудиото се спои и доби еден комплетен производ, светски би кажал. Буквално така, добар е описот за тоа што го создавате. Задоволство ми беше што ви имавме во Добро утро секое утро. Ви благодарам за одвоеното време. Вашите последни подготовки околу концертот течат. Посакувам успешно да биде изреализирани многу овации и посакувам утре вечер. Многу ви благодарам на поканата. Прекрасни се и уште еднаш ве канам утре вечер во Македонска филхармонија со почеток во 20 часот. Сите заедно да уживаме во магијата од македонската музика. Ви благодарам, Александар. Така е, и ние ве каниме уште еднаш. Филхармонија ги отвора вратите за сите вие кои што сте љубители на убавата етно-македонска музика. Ќе имате можност да слушнете навистина една прекрасна изведба, како што чувте од Александар Јовевски, неговата музика. Доколку не сте ја слушнале, почитувани, топло ви ја препорачувам да ја побарате на YouTube и да слушнете за каква музика станува збор. Искра? Ти благодарам, Бела. Да, беше тоа Бела со незиниот соговорник за концертот кој што ќе се одржи утре вечер од колено на колено. Ние сега до крајот на емисијата продолжуваме со вашите јавувања со оглед на тоа што не можеше да се издвои ниту една од темите дека најмногу беше коментирана, затоа повторно ако може да ги погледнеме трите теми, а вие одлучете си на која од темите ќе коментирате. Ако може да ги погледнеме само уште еднаш трите теми, еве ви ги, веќе можеме да го вклучиме и првиот гледач, за да не ви одзема многу време. Добро утро му посакувам. Добро утро, Искра. Искрена. Добро утро. Се најдобро за што ќе се одржи концертот. Добро. Се најдобро и за гостинот што ви беше докторот. Поздрав и до него. А граѓаните револтирани, кој ги прашува граѓаните, Искра? Никој обичниот човек не го прашува. Ќе ги намалеле цените. Па во петокот во Минекс, во Кавадар си ги покачија. А сирењето, кашкавалот, се покачија, се место. Одма лепа други цени. И сега, у среда ќе ги намалат. Како ќе ги намалат? Као они ги покачија. Пред да ги намалат 5 дена, 10 ги покачуваат. Срамно за нашата елита. Ниту имат срам, ниту имат чувство, ниту имат гре за обичниот работник и за обичниот граѓанин. Дали си болен или здрав, никој не те пита. Секој гледа ако има чар од тебе, ако нема, излевај надвор, не си потребен. Значи, кај нас е се опаку завртено. Се е опаку. Ништо не оди по правиот пат. Се оди у дно земја, у дно пропаднавме сите. Многу тешко, многу жално, многу чувствително се што се дешава во државата. Значи, кој има чувства на човек, може да почувствува
дека многу тешка тежина има обичниот граѓанин и болниот човек, кој што нема чувство, ја кренал главата и само гледа од кај што ќе ограби да вика ја работам за вас. Туку работи обичниот работник за нив, а не они да работат за нас. Ги качија цените на плафон да не може човек да си купи нешто или да си апне, ќе гледа што ронките да избира и да апне нешто што е најевтино и најнеубаво. Така да Искра, многу поздрав до сите. Многу поздрав и до вас, ви благодарам. Видете, не го прашав гостинот, доктор Митов, а може би требаше како цените влијаат врз нашето здравје. А ова што го рековте за тоа дека во петок биле зголемени цените, уште минатата недела кога зборувавме на оваа тема, еден гледач рече ич нека не ги намалуваат, затоа што со секој намалување поскапо плаќаме. Изгледа така ќе испадне. Добро утро за следниот гледач, повелете. Искра говори Пламен. Добро ви утро. Да му речиш на тој пред тоа што сакаше да дојде изгодне, Александар Македонски, мојата песма да ја пушти таму. Што ќе висва ми сега пак. Може? Моја. Ај, не, да, знам, добро, вашите се трите минути, дали ќе зборувате или пеете, ваш изборот. Да мене ме приклучи таму тој, Александар. Може? Не знам, затоа што е негов самостоен концерт, не знам како да му кажеме, да му ургираме, да ве прими. Да му кажи дека и други знаат да пеат. Добро. Ви благодарам на јавувањето, ако тоа беше се. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Добар ден. Добар ден. Мене ме интересира за вие што ги вработуваат, што му земат од 3 до 5.000 евра во полиција, дури са бајли, а слушнат убавата вест и точната вест. Човек вработен во полиција што бил, значи кажа дека стварно се земало од 5 до 10.000 евра за секој вработен во полицијата. А зошто ме чуде до сега тоа не го кажа, да знаеме во јавноста, значи шо се работе, како се земат пари за вработувањата. Значи, толку многу народот го уништуваат, му земат пари за вработување и арно било воа. Абе, секој работно место е платено сега. И после зошто тие вработените во затворот и Дризово зимале рекет, пари зимале на затворениците. Па нив им зеле за да ги вработат, па сега они зимат за да си ги вратат нивните пари, зимат од затворениците. И тоа си оде така ланчено. Значи, треба да се откријат. Оливер Спасовски не ги открива тие, иако знае дека имат пари од СДСМ за вработување, заради тоа што и он има многу дебело пари земено за ние, па со уште криминални 250 што му ги дадија на ние криминалците од други држави, Турско и други. Значи, во друга држава не им дават пасоши, тука им дадија на криминалци. Значи, како може мафијаш да ги открие мафијашите и да биде против нив? И ако тоа јас верувам дека го знае, ма земате бе, шо ви е гајле, додека сме на власт, земате таму, и после изборите, ни нема вичи никош да дојме на власт. А вака сега, земате, напајте се пари. Па, се знае кои земат од СДСМ пари, тие што вработуваат. Значи, толку многу се избогатеа, а беа едни обични коштапјари, сиромати. А сега, тие 3-4 што земат пари, да најбогати коли возат убави, по кафичите седат, пијат, јадат, разкошни, у кошули до терани, убави и стеглани. А пред тоа нема леп да си купат, нема само по кладилниците одеа си подпанујали квиња за 30 денара, 50 денара и таму цела дена минеа со едно кафе. Ама сега одат по ресторани, одат на одмори и сите тие ги знаат кои се тие што земат пари за вработување. Па мене лично ми имат кажано луѓе на инспектор што му зеле 10.000 евра, сакаш да тоа работно место да видиш. Кадај 10.000 евра за партијата? Не за партијата, за учепот и човекот одма си купува кола. Значи, зошто мене ме чуде тој полицаец Бајле што кажа до сега не пријавил, туку изгледа како Неја Димитров го сменија од плата и после почна да кажува на Зоран Заев
А владата што правела, како подпишувала договори ништожни за македонскиот народ, од кога го сменија, додека беше Тони, Арно беше и он зимаше пари за тие подписи. Ви благодарам на јавувањето, немаме уште многу време, мислам за 20 гледачи дека ќе имаме. Добро јутро, повелете во програма сте? Добро утро. Добро утро. Голем поздрав за вас. Поздрав и до вас. Тешко нас, кај живееме. Работам во супермаркет. Верувате во, како беше, во петокот ли? Аутично беше. Од тие мерките владата што ни презема од ден за денес. Акциите беа акцијски цени, мораше од резентата бидат сите покачени цените. Не знаеме да можам, ке бегам, Австрија ми е близко, Австралија ми е. Дали? Отишол. Да, далеко. Кај беа порано владата, без разлика дали ВМРО-вска, СДСМ-овска, оние си мислат само за свој джеп. Кај беа порано да преземат некои мерки, кај се за струјомерите, која треба да ги покачат, одма се средуваат струјомерите, која треба да се намалат, па не врати да ги остават отворени, не вака, не така. Тешко нас, кај живееме во криминалистичка влада на чело со СДСМ, ДУИ, ВМРО, само се вртат во круг на секој 4 години или 8 години, до година, кај дојде ВМРО на власт, оние гладни, па тешко на нас. Може само еден личен пример да ви кажам мене. Имам земено преку Нептун, НЛБ банка. Заврши го плаќав кредитот пред време, ме тера да плаќам камата за тоа за време на пандемија сум платил. 2103 денари ме тера, а треба да го завршам кредитот во октомври, ме тера да платам камата на тоа што за време на пандемија сум платил, а се јавив телефонски во НЛБ банка, дека имам услови да го платам кредитот. Секој месец шалтен го платив, кога завршив во август, треба во октомври, во завршив, вика дојдете утре денте да видиме што како, го одам, вика треба да платите камата. На што камата? За време на пандемијата, зашто имате платено. Ова само кај нас го има. И затоа ќе бегаат народот. И најверојатно не сте ни единствен случај со вакво нешто. Не, ми кажа дека не сум. Поднесов жалба до Народна банка, Агенција за заштита на потрошувачи. И? Еве веќе месец дена немам добиен на никаков одговор. И не знам дали ќе добијам, и ако добијам, ќе добијам на негативен одговор, дека оние заедно се работат меѓу себе. И ако добиете одговор, оставете адресата од Австралија, затоа што можеби таму ќе треба да ви го пратат одговорот веќе. Во право сте. Затоа јас имам 47 години, но на младите им кажам, бегајте додека е порано. Завршете школа, завршете и бегајте од ова пуста Македонија, нека останат пензионери и овие ајдуци на власт. СДСМ, ДУИ, 30 години, значи по €1.000.000 секоја година, да купиш соравија, тоа само кај нас го има. Имате пријатен ден, поздрав. Да, едните млади ќе бегаат, другите што остануваат можат без пари да купат трговски центар. Не беа ухрабрувачки овие ваши зборови, но одраз на нашата реалност. Ви благодарам и вам и на сите останати кои што ова утро учествуваа во нашата емисија. Останете со програмите на Алфа телевизија, следуваат најновите вести.